изминатата година 2020 градовите кои најмногу трпеа или кои што најмногу изгубија, тоа се Скопје, заради тоа што има најголем број на жители, но секако тука се и Куманово и Кавадарци. Во Скопје имаме 4 регистрирани смртни случаи, во Куманово имаме 4 регистрирани смртни случаи, во Кавадарци. За понатамо ги следуваме самите несреќи во однос на индустријски гранки и понатаму предводи неформалниот сектор, подошно индустријата на земјоделство, подошно оние луѓе кои што најчесто се самовработени, најчесто сами работат во земјоделието, а понатаму следи грижништвото, понатаму следат преработувачката индустрија и така. Доколку всушност одредиме несреќниве случаи, подошно смртните случаи на работните места по однос на денови во неделата, тогаш петок или црв петок е ден кога највеќе гинат нашите работници на работните места. Кога ги гледаме податоците во однос на месеците, каде што имаме највеќе загинати на работните места, тоа се месецот април и тоа е јули. Месеци кога имаме најинтензивни работи кои се одвиваат во земјоделството, на секако втората индустрија, а тоа е градежништво. Доколку статистикава ја прекратуваме по однос на возраст на популацијата која гине на работните места, тогаш секако највеќе предничи генерацијата од 45 до 54 години, каде што имаме 37 смртни случаи на работните места. И сето ова ставено во контекст на несреќи на работа, морам да напоменам дека според пол, кога ги анализираме податоците на смртни случаи од минатата година, речиси 25 кои загинале на работното место се мажи. Немаме жени загинати на работното место. Ова е следбено на извештајот кој ние го изготвивме од Македонското здружение за заштита здравје. Однос на извештајот кој што всушност се изработен на Институтот за јавно здравје, ние бележиме 599 несреќи на работните места, тоа значи сите оние несреќи кои предизвикуваат отсуство на вработените подолго од 3 дена. Доколку ова го споредиме со извештајот на Државниот трудови инспекторат за 2020 година, ќе забележиме дека нивниот број на несреќи на работните места кои се со подолго отсуство од 3 дена се 1020. Но доколку ќе споредиме и нивните несреќни случаи со смртен исход, тие зброиле некои 19 смртни случаи во изминатата година. На крајот, како што напомнав, според веста која ја броевме, а тоа е дека 30 здравствени работници починале како последица од коронавирусот, секако јас ги тргам на страна бидејќи ние немаме графа дека тие самиот систем, самиот државен апарат ги бројува како несреќи на работните места. Тие ги евидентираат како последица, смртни случаи, последица на COVID-19. И на овие 1200, ако ги доделиме и овие 3493 заболени, тогаш на вистина имаме епидемија, која не е само COVID-19, него епидемија на работните места, епидемија на болести, епидемија на смртност на работните места. Некој озбилно потврда, некој озбилно не си ја врши работата онака како треба. Се надевам дека следната година ќе биде година каде што ќе оставиме оваа репетиција на 84-та позади. Но ова ќе успееме да го направиме само доколку професионалците ја вршат работа. Политичарите нека се занимаваат со политика, професионалците со професионалните активности, синдикатите со синдикални активности, организациите на работодавачи со работите поврзани со работодавачи. Само така, никако другачи. Рековте дека некој сериозно потврдил. Кој тој некој што сериозно потврдил и што е преземено после овие месеци работа? Дали некој од тие случаи има завршено?
Ова е најтрагичното. Јас ви посочив 3 извори. Едни сме ние, едни Институт за јавно здравје, едниот е Државен трудов инспекторат, и ја броив информацијата која видов од медиумите добиена од Министерството за здравство за COVID-19. И тоа не доведува до ситуација дека ние немаме единствена статистика поврзана со несреќите на работното место. Секој действува како засебен некој организам, засебен универзум, кој што своите информации целта му е да ги прибере како бројки. Не истите да ги изанализира, не истите да увиди каде всушност ние потврламе како нација, каде потврламе како општество. Ние се наоѓаме во ситуација да ги повторуваме од година во година, од година во година. Веќе ми е заморно да се повторувам секој 28 дека земјоделството е број 1 убиец, дека втори на гранката е градежништвото. Значи, луѓе, ако имаме буквално човечност во нас, ако овие административци кои ние ги плаќаме како граѓани, не ја спроведуваат работата, не ги вршат работите како што треба, едноставно се доведуваме во прашање дали тие воопшто ја заслужуваат својата плата. Дали политичарите кои не игнорираат со вакви податоци заслужуваат да бидат на тие места кај што треба да бидат. Преку глава ми е секој ден главните звезди да бидат политичари, а јас да ви соопштувам секој 28 статистика со во просек 40 на луѓе загинати. Па во изминативе 10 на година статистиката, ние од МЗЗПР избројавме над 400 луѓе кои загинале на работните места. Тоа е огромна бројка на луѓе, огромна бројка на семејства. И според онаа некоја основна анализа, колку Македонија загубила од неуплаќањето на тие луѓе во буџетот, ние некаде бројуваме 130 милиарди денари. 130 милиарди денари не уплатиле бидејќи загинале. Мислам, тоа е само минималниот дел, не бројувајќи ги оние кои се повредени на работните места. Ама. Дали има завршница некој од овие случаи? Во она што гледам дека за овие случаи сигурно не. Овие се свежи. Но она што го гледам дека во нашиот судски систем е потребно многу повеќе и судиите, адвокатите, целиот тој независен систем да биде едуциран поврзано со овие мерки, тоест поточно со превенцијата, создавањето на превентивна култура. Не можеме ние, тој е уште еден абсурд кој ни се случи во минатата година, каде што самата држава, имајќи оваа статистика, донесува одлука во јануари преку правилник за цели измени и дополни на законско решение, преку измени и дополни на Законот за безбедност и здравје и работа, речиси на 100% ги намали цените за казните. Сега зашто зборуваме? Кој корективен систем? Кој систем кој што ќе го научи работодавачот или тој што греши, дека не треба повеќе да греши? Се исплаќа повеќе да грешите и само да си ја платите казната и да одите понатаму. Навистина потврламе како општество. Уште едно прашање имам. Рековте дека најмногу гинат луѓе на возраст од 45 до 54 години и најмногу се гине во петок. Дали тоа значи дека оваа возрастна група, која сепак не е млада, е веќе преморена за да работи во петок? Оваа група која што би се очекувала дека е најискусна. Значи, долг временски период била на работа. Практицирала, го работела тоа што го работи. Доаѓа во ситуација, ова се анализи кои ги правам врз основа на минатите извештаи. Доаѓа во ситуација дека не е доволно безбедна. Значи е изфорсирана, преморена. Доаѓаме во ситуација дека оваа група на граѓани покрај сите овие политички работи што се случуваат на ниво држава, треба да го носат и теретот на работното место. Еве го резултат. Загинати на работни места. Рекордно, водно споредено со 1980. Жал ми е, но сепак она што го повторувам цело време е дека додека не почнеме да учиме на своите грешки, не почнеме стручни лица да ги анализираат, не политиканти и вработени од страна на политички партии. Додека го имаме тоа, ќе имаме оваа ситуација. Може би проклетството моје е дека не припаѓам на политичка партија. Може би проклетството моје е дека и кога зборувам не сум доволно разбран и слушнат од другата страна. Иако во изминатата година со бројни активности се обидувавме и комунициравме со државните институции
каде што дури изработивме нова методологија за проценка на ризик врзана со биолошката штетност SARS-CoV-2. Изработивме COVID калкулатор. Никој го нема направено, тој го дадовме free of charge, значи бесплатно да се користи. Ништо. Нула. Никаков одговор. Ниту еден да дојде да не праша, добро, дали нашево лудило, да го наречам нашево лудило, има некоја смисла. Дали нешто може да се направи подобро за армијата на вработени во Македонија. Па мајко, ако се извинам, ако дојдеме во ситуација да бесплатно ги нудиме работници, заради тоа што потекнуваме, заради тоа што се грижиме тук, и ако некој во континуитет не одбива, тогаш каде е проблемот?